Се виде тој, господарот на земјата. Го запозна секого и сечие знаење и дело. Разбра се. Го виде животот и работата на луѓето. Ги изнесе на светлина тајните и скришните нешта. Мудроста како бездна длабока му беше јасна. За времињата пред потопот им зборуваше на потомците. И далечен пат помина од онаа страна на светот. Мачно му беше патувањето и страдањето тешко. Сета мака, тој страдалник рече да се напише со клинови. Во тврд камен ги изрежа своите дела и сите страдања. Гилгамеш, победоносниот јунак, ѕидишта околу Урук изгради. Високо како брег се дигаше светиот храм во утврдениот град. Цврсте како бронза набиениот темел. Под заштита на извишената куќа, во која живее Богот на небото, во далечина се постила житницата на градот, прекрасната житница на Урук. Со сјајна белина блеска во светлината кралската палата. Цел ден стојат стражари по цидиштата, а ноќе бдеат војници. Само 1/3 Гилгамеш е човек, а 2/3 Бог. Со страв се восхитуваа граѓаните на ликот негов. По убавина и по сила никаде не му беа виделе рамен. Лавот тој од лежгалото го брка, за грива го држи и го прободува. Дивиот бик го лови со брзина и сила на својот лак. Неговиот збор е моќен, а решението закон. Повеќе од власта таткова, синот волјата на кралот ја почитува. Штом стане човек, синот е во служба на великиот пастир, како воин, како ловец, чувар на стада, надзорник на градби и писар или слуга на светиот храм. Гилгамеш, човекот од болки и радости, никогаш не е уморен. За него, силниот, красниот, мудриот, мораат да работат и млади и стари, и силни и слаби. Сјајот на Урук треба да е посветол од сите градови на земјата. Гилгамеш не ја пушта љубовницата кај незиниот саканик, ни ќерката на силниот кај незиниот јунак, ни синот кај татко му негов, ден и ноќ тој пирува со нив. Нивните лелеци допираат до великите богови. Небесните богови, господарите на светиот Урук. Вие ги создадовте моќниот див бик и гривестиот лав. Гилгамеш, нашиот кнез, посилен е од нив. Не ќе му најдете рамен нему. Силна е неговата моќ над нас. Љубовницата не ја пушта кај незиниот саканик, ни ќерката на јунакот кај незиниот маж. Нивните поплаки ги чу Ану, богот на небото. Тој ја повика великата Аруру, божицата вешта создателка. Гилгамеш го создаде ти, о Аруру, а сега создај лик на него сличен, по сила што би му бил рамен и сличен. Со сила нека се измерат тие, Тамир Урук да го стиши. Штом тоа го чуа Аруру, во срцето создаде суштество, како што посака Ану, богот на небото. Таа си ги изми рацете, зеде глина и ја навлажи со својата божја мајчинска плунка. Го обликува Енкиду, создаде јунак, оживеан со крвта и здивот на борбениот бог Нинип. Сега тој стои сам во степата, космат по сето тело. Косата како кај жена му се бранува, како нива брановито класие. Ништо не знае ни за земјата, ни за луѓето. Со кожи е покриен како сумакан, богот на нивите и стадата. Со газелите трева по полето пасе, со стоката на заедничко поило пие, со безброј животни во водата си игра. На тоа поило ловец некој стапица поставил. Му се протистави Енкиду на тој човек, која доаѓаше на поење на стоката своја. Еден ден, па и втор, и трет ден стои Енкиду со закана на поилото. Ловецот го забележа и долго го гледаше вџашен. Со стоката назад во трлото се врати. Го обзеде јад. Со јадосано и мрачно лице викаше од бес. Бол и страв срцето му го обзедоа.
Енкиду му се причини како чудовиште од планина. Тогаш ловецот подигна глас и на татка си свој му рече: Татко, некој човек оддалеку дошол, од планина, се чини потомок на Ану да е. Голема е силата негова, севезден по степата скита. Од стадото не се двои и со него оди. Со нив заедно на нашето поило доаѓа. Страшен е ликот негов, да му се приближам не смеам. Ловишта ископав, тој ми ги затрупа. Стапици поставив, тој ми ги искина. Од рацете зверките ми ги извлече. Тогаш таткото на синот ловец му рече: Во Урук кај Гилгамеш оди. За носкротливата сила на дивиот кажи му. За се што знаеш кажи му. И совет од него побарај. Со тебе ќе прати тој жена, млада и сочна, слугинка кај великата Иштар, божицата на љубовта. Па кога тој со стадото на поило дојде, од себе таа облеката нека ја отфрли, за да ја земе бујноста на телото незино, и штом ќе ја види, ќе и се доближи. Така од стоката ќе се отуѓи, што со него по полето растела. Ловецот советот на татка си го послуша, стана, се подготви за вград кај Гилгамеш. Тргна и во Урук стапна. Пред вратата кралска стигна и пред кралот ничкум падна. Тогаш ја подигна раката и вака на Гилгамеш му рече: Некој човек оддалеку дојде од планина. Неговата сила е голема, како војската на небесниот Бог. Голема му е моќта во целата степа. Без престан низ полето скита и скока. Од стадото не се двои и со него оди. Со него заедно во нашето поило доаѓа. Страшен е ликот негов. Да му се приближам не смеам. Ловишта ископав, тој ми ги затрупа. Стапици поставив, тој ми ги искина. Зверките од раце ми ги одзеде. На ловецот Гилгамеш му одговори: Оди само, ловецу мој, со себе млада жена поведи од светиот храм на Иштар, одведи му ја. Штом тој со стадото на поило ќе дојде, од себе таа облеката нека ја отфрли, бујноста на телото за да ја земе, штом јас догледа, тој ќе и се доближи, така тој од стоката ќе се отуѓи, што со него по полето растела. Ловецот ги слушна неговите зборови и тргна. Од храмот на Иштар млада жена поведе. По пат рамен тргна. На третиот ден во полето стигна. Ловецот и жената до поилото се скрија. Еден ден, па и втор ден, на исто место се задржа. Стоката доаѓаше на поилото и пиеше. Секој воден створ во реката си играше. Тука е и тој, Енкиду, силниот потомок на небото, со газелите трева пасе, заедно со стоката вода лока. Со секое водно животно во реката си игра и го здогледа светата жена, него, човекот полн со сила, дивото момче, човекот од планина. Тој оди преку полето, се обзира наоколу, се доближува. Тоа е тој, жено. Градите своји откриги, бујноста на телото за да ти ја земе. Не чекај долго, погледни ја неговата радост. Штом те здогледа, тој ќе ти се приближи, возбуди ја похотата во него, домами го во стапицата женска. Од стоката своја ќе се отуѓи, што растело со него по полето, додека тој на градите твои лежи. Тогаш жената своите гради ги откри, брегот на радоста го откри, за да ја земе бујноста на незиното тело. Облеката й падна и страста во него ја возбуди. Јас догледа тој и на земја ја фрли. Го домами во стапицата женска. Цврсто лежеа неговите гради на светата слугинка Божја. Беа сами. 6 дена и 7 ноќи Енкиду жената ја запознаваше. Заситен од бујноста на незиното тело, Енкиду лицето го подигна и по степата погледна. Животните со поглед ги бараше, но туку што го видоа, газелите во скок избегаа, полските ѕверки исплашени бегаа. Исплашен и во чудо стои Енкиду. Стоеше мирно, чиниш прикован. Се сврте кон жената и до незините нозе седна. Ја погледна во очи
и штом таа проговори, ушите негови ја слушаа. Енкиду, ти си убав, ти си како Бог. Зошто сакаш да трчаш со дивите животни во полето? Дојди со мене во Урук, градот со бедем и обграден. Во светиот храм дојди, Ану и Иштар кај што живеат. Во сјајната куќа дојди, Гилгамеш кај што живее, тој јунак неспоредлив, силен како див бик, тој моќно владее, сличен не ќе му најдеш нему меѓу луѓето. Така му рече таа, и драг му беше зборот нејзин. Енкиду и рече нејзе на слугинката на Иштар. Стани, жено моја, во светиот дом на Ану и Иштар водиме. Таму кај што живее Гилгамеш, тој јунак неспоредлив, кај што владее тој, див бик и моќно со народот управува. Сакам да го предизвикам на борба. Гласно ќе го повикам моќниот. Среде Урук ќе кликнам. Јас сум посилен. Ќе се појавам во градот и судбината ќе ја изменам. Тој, што во степата е роден, сила моќна крие. О Гилгамеш, од силна желба горам, лицето да го видам твое. Јас знам се што мора да се случи. Штом жената и Енкиду во тврдиот Урук стапија, килими прекрасни жителите по улици послаа. Во облека бела луѓето одеа со панделки околу главата. Звучат харфи од далеку, гласно свирки се разлеваат. Ни ден, ни ноќ празникот не завршува. Пируваат момчиња, блудници пируваат. Убави градени девојки, полни со живот, во поменување играат. Со клик јунаците од одеја ги кренаа. Света жена во храмот на Иштар влегува. Од светилиштето свечена одежда зема. Со сјајна облека го кити Енкиду. Го крепи со леп и вино од олтарот на Божицата. Му се приближува една посветена и видовита и вака му рече. Живот долг нека ти даруваат боговите, Енкиду. Сакам да ти го покажам Гилгамеш, човекот од болка и радости. Треба да го видиш и в лице да го погледнеш. Како сонце окото му сјае. Од мускули тврди како туч, неговата става јадре. Неговото тело е полно скротена, преобилна сила. Ни ден, ни ноќ уморен тој не е. Страв предизвикува како богот на виорот. Шамаш, богот на сонцето, милостив е кон Гилгамеш. Еа, богот на длабочините, мудрост му подари. Божественото тројство за владетел го избра и умот му го просветли. Пред да слезеш од планина, пред да стигнеш од степата, Гилгамеш те насетуваше. Сони чуден сон во Урук. Од сонот се разбуди, на мајка си го раскажа и рече. Мајко, ноќва необичен сон сонив. На небото звездите стоја. Тогаш тие паднаа врз мене како сјајни војни. Војската беше како еден човек. Повтев да го кренам, но претежок ми беше, повтев да го тргнам, но не можев да го поместам. Народот на Урук гледаше што се случува. Се веднеа луѓето и в нозе го целива. Тогаш го стиснав како жена и пред нозете твои го фрлив. Ти син го нарече свој и како брат до мене да го кладе. Ишат, господарка и мајка, сонот го протолкува и на сина си му рече. Тоа што на небото звезди виде и што како војската на Ану врз тебе како еден човек падна, што ти сакаше да го кренеш, но претежок ти беше, сакаше да го тргнеш, но не можеше, што го стисна како жена и кон моите нозе го фрли, а јас го нареков син, тоа значи, ќе дојде човек силен, како множество војници силата ќе му биде, ќе те предизвика на борба, со тебе ќе се бори, твојата рака над него ќе биде, до нозете мои ќе лежи, за син свој ќе го земам, брат ќе ти биде, во борбата другар ќе ти биде и пријател. Погледни, Енкиду, тоа е сонот и толкувањето на твојата господарка и мајка. Така зборуваше посветената и видовитата, а Енкиду куќата ја напушти во звишената куќа на Иштар.